Професор, ке ве кажете ми како поминуваат предавањата во Ресен и Преспа и што ги учите земјоделците? Па јас сум задоволна, бидејќи покажуваат голем интерес секако да слушнат нешто. Ова се луѓе кои што се одлични производители, кога ги гледате нивните насади или кога ги гледате плодовите, се преубави. Секој се прашувате што уште нели треба да им се каже на овие искусни луѓе. И секако дека има што да се каже. Светот оди во еден друг правец, се помалку хемија, а се повеќе други нови практики, техники, мерки кои што ќе ги решат проблемите. Мојата област е биолошки штетни организми, кои што ќе ја намалат популацијата на штетниците, ќе вложиме мерки кои што не се исклучиво хемиски, а кои ќе, да кажеме, ќе дадат резултати исто толку добри како и класичните хемиски мерки. Секако дека денеска во фокусот на производството е не само квалитет и принос, него се повеќе безбедност на храна и заштита на животната средина. И тоа се две стратегии кон кои што мораме да се придржуваме и да вложуваме во тој правец. Колку земјоделците, особено ние постарите, затоа што гледаме тука на предавањата, дека има земјоделци кои сигурно цел живот повеќе од 50 години или не знам 40 години го работел ова, имаат чувство за тоа да не ги прскаат нели насадите. Знаете како, ако не може вака да го тоа вербално осознаат, секако дека за кусо време, во кус временски период, ќе бидат соочени со недостаток на хемиски средства, бидејќи ние како земја која правиме хармонизација на наше право со европско право, сме во тој правец каде што се тежне се помалку да се хемиски средства да се користат пестициди во земјоделското производство. Значи до 2030 година планирано е да се редуцираат за 50%. Значи од сегашната понуда треба да предвидиме колку малку средства ќе имаме како можност. Но тоа не значи дека нема други алатки со кои што можеме успешно да делуваме. Кои се тие други алатки? Да кажеме, биолошка контрола, користење на природни биорегулаторски механизми во природата, користење предатори и паразити, користење на семиохемикалии, кои што веќе 30 години се на сцена на заштита на растенија, во светски рамки, кај нас морам да кажам дека не се доволно експлоатирани. Може би се добро запознаени одреден процент на производители, но не ги користат. Не секогаш е цената во прашање. Некогаш цената е еднаква со цената на хемиски мерки. Но потребно е верба во тоа што ќе го користиме. И ова е една добра прилика да кажеме уште еднаш да потврдиме дека тие алатки може да бидат успешна замена на хемиската заштита. Кои се најчестите прашања кои ги слушнавте од земјоделците во текот на овие предавања кои што се одржуваат во Преспа? Најчесто прашуваат како да заштитат да ги заштитат јаболките од одредени болести или од штетници. Како да прскаат? Што да прскаат, да. И добро за одреден ден проблеми се уште ќе остане, можеби хемиската заштита како доминантна, но има и успешни решенија со семиохемикали за голем број штетници кои што можат да ги решат проблемите подеднакво добро. Благодарам.